Добро вечер. Добро дојавте во ново издание на емисијата на Кавга со Иван. Како што најавив од пред некој ден, вечерва имам за мене мощне предизвикувачки гостин, предизвикувачки поради неговите ставови, неговата комуникација со јавноста, неговата визија што направил досега и што ќе направи понатаму во политичкиот живот. Човек кој што многумина, кој што несетнички албанци знаат да го кажат дека е етношовинист, националист, сепаратист, во меѓуредови ќе спомнат доктор интернист, па пак и се вратат на лошите коментари, етноцист, националист, шовинист и така натаму, а за мене е човек од крв и од месо кој што ги има истите органи кои што ги имам јас, го има истиот когнитивен систем, претпоставам горе-долу кој што го имам јас. Имаме една разлика, има различно име од моето, има, претпоставам, различна вера од мојата, но пак имаме едно заедничко, двајцата сме луѓе, зијадин села. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Се надевам дека многу не греши во оној дел од каде што и го слушате, и го читате и вие тоа како ве доживуваат, пред се македонците, околу... Би додал тука, тие што не ме знаат. Добро, од блиску вак. Но нели ви е важно вам како политичар, јасно ви е дека политичарите пред се е перцепцијата, а потоа е вистината. Знаете како во политиката на запад викат многу е тешко вистината и перцепцијата додат рака под рака. Тоа е многу тешко. Ама кај нас перцепцијата секогаш е прва и таа преднечи. Се кажете ми зошто некако вие постојано кога да имате, знаете кој е Прометеј од античка, така? Имам дојам дека вие сте го украле огнот од боговите, ама не сте ни го дали на сограѓаните, го почнувате да мафтате со огнот низ Македонија, да палите се живо што може да подпалите. Значи некаков шампион сте за подпалување и дури во моменти кога државата, искрен да бидам со вас, тоа силно сте го почувствувале, бевме загрижени за вашето здравје после 27 април. Тука веќе не стануваше збор дали е Зијадин, дали е Иван, дали е Горан, дали е Зоран или Ахмед, било кој, зборуваме за наш сограѓанин, наш човек. Тука сериозно бевме загрижени како нација дека нешто не де Боже може да се случи. Тоа заврши и вие пак си се свртевте према боговите, викате ова огнче ми се изгаси, дај ново огнче, ја пак и си маптам. Зошто ви треба да го спомнесела? Прометеј, дали сте вие Прометеј на македонската политичка сцена? Сега не би можел јас тоа да го кажам што сум. Јас сум по природа човек кој си ја сакам вистината. Човек кој си сакам да градам иднина за сите граѓани без разлика како ме сваќаат. Без разлика, без разлика. Без разлика како ме сваќаат. Зошто? Па не ви е важно како ме сваќаат? Важно ми е да се спречи пропагандата. Нели? Аха. Видичи, пропагандата е еден дел што ја прави таа перцепција која е реалност и гледам дека е створена таква перцепција. Затоа јас ви реков кога ме најавувавте дека само тие што не ме знаат одблиску ја имат таа перцепција кон мене, нели? Знаете што, живееме во век кога, нели, на време на интернетот. Дигиталниот свет и она фамозната изрека на Вистон Черчил дека додека вистината ќе се облече, лага да има поминато пола свет. Сега во ова дигитален свет, додека вистината излезе пред јавноста, лагата милион пати го имат поминато. Ја дури се сумнам дека вистината воопшто и стига да се појави пред јавноста. Тешко е да стигне кога веќе лагата кружи толку брзо. Мислам дека после да почнеме малку подиректно. Кажете ме малку сакам филозофија од Зијадин села да го чујам. Ама сега во кој поглед? Во политичка филозофија, затоа што знаете дека имате и направен факултет и политичка филозофија. Да. Знаете што, во Македонија ние сме една мала држава. Ние сме, зборувате дека вие сте дел од државата, така? Па, делот што се. Супер, одлично. А како јеме зашто ве прашам? Знам зашто ме прашувате. Мене единствено државјанство ми е македонско државјанство. Што ви пише во личната карта? Се погледнале на кој пат што сте по националност, знаете? Албанец е. Нешто не пише така. Тоа е ваша перцепција, не е така. Ајде, може ли да се ги покажем личните карти? Го немам со себе.
Не, но се, ја ќе ви ја покажам овој. Овдека каде што мене ми пишува македонец, вас исто ви пишува македонец, не ви пишува албанец. Прочитаја целата. Еве пишува државјанство македонско слеш граѓанин на север. Но првото што е македонско. Сега ме вративте во времето кога се носеше, кога беше Не, пак не ве прашувам. Дали смеам да... Не, ама не. Не, вре, да давам одговор на ова. Ама ја немате личната карта, што џабе се Ама ви? во ред истото. Истото е. Истото Значи тоа. не можете да се повикате дека сте вие албански политичар, вие сте македонски политичар. Слушајте ме сега. Во времето Ајде. кога се носеше Преспанскиот договор и кога имавме една средба на лидери на политички партии, јас предпочитувам да бидат председатели на политички партии. А не лидери. Така. Не. Што лидер е на сосема друга работа. Така, се согласувам со вас. А тоа така. Сите Многу сакам да ве слушам. Ајде, ама ќе ми дозволите да се убацам на моменти. Разговаравме како да биде формулирана прашањето. Ова сега што го зборев, така? За националната. За референдумот. А за референдумот? За референдумот. А прашањето беше дали сте за да бидеме членка на Европска Унија и НАТО, НАТО? Така е. преку прифаќање на Преспанскиот договор и така нато. Јас бев за прашањето да биде дали сте за НАТО и Европска Унија со прифаќање на името на државата да биде Северна Македонија. Аха, значи не да се криете, бидејќи- не да се криете позади договорот, да биде многу конкретно и директно, така? Така. Така и настапувате идеја? Не само тоа, него ценам дека некои работи кои се во тој договор не е мое да одлучува. Зошто? Дека сте етнички албанец? Јазични прашања. Зашто сте етнички албанец? Јазични прашања. Зашто бидејќи- сте етнички албанец? Затоа што имам различен идентитет од други сограѓани тука во државата. Не, грешите, имате исто идентитет, Имам имате македонски. Имате етникум. различно зборуваме Тоа е точно. и не можам јас Паѓате на различна културна група. Така е. И сега, Така е. кога ми зборувате за концептот националност, Ма тоа е светски Nation. концепт. Тоа е светски концепт, не е тоа, ја не ви го зборувам. Не е светски концепт. Сега, ако е светски концепт, тоа е нов концепт од времето кога стана после негде 18-19 век, кога со Француската револуција Добро. и со креирање на на националните држави, нели? Ама тоа, ја правите ли разликата помеѓу народ и нација, тоа ме интересира. Ама тоа значи дека народите постоеле и пред тој Нормално. век. А некој што вие викате дека македонците през 100 години не биле Јазиците попишани постоеле пред тој век. Точно е. И сега, ако ја гледаме начинот како уредувана државата, Која Македонија? Македонија, тоа се пази во нашиот устав и не случајно. Првата реченица на уставот, Вика како? преамбулата, Вика вика граѓаните Добро. на Значи Македонија. националноста. Македонците, Деловите дел Од од албанскиот народ, турскиот, народ. Да. ромскиот, српскиот, влашкиот. Само вие сте, знаете дека само вие албанците се дел од народите, сите други се цели народи ставени внатре. Затоа што Несекно е напишано. пред уставните промени тоа гласеше вака. Како гласаше? Како и граѓаните кои живеат Добро. Аха, во живеат, така границите на државата И то- и кои се дел. беше. За вас не е тоа посрекно решение? Не, тоа Зошто? јас го сменив со уставните Зошто? озмени, бидејќи јас не живеам, туку и сум живеел и ќе продолжам да живеам. Тоа ти дава, таа реченица Континуум. дава, Така. да, таа реченица како што стоеше Не во вика уставот, сега и веднаш. ти вели дека си привремен Значи не и ти сега можеш и да значи има континуум. ти можеш Добро. да живееш и не знам каде сега во Швајцарија, Добро. ама знаеш дека таму си отишол за да живееш поради економски или не знам кои причини и само живееш. Ај сега пак да се вратиме околу ова. Прво да ми одговорите. Предпоставам И сега кога бевме во прашањето, само А за ова за македонска, аха, ајде се вратиме, добро.
Исто така во тоа време, бидејќи после тој референдум Добро. дојде на прашање и сега да се случат уставните измени, јас сум имал амандман со кој сакав дека името на државенството треба да стои името на државата. Значи, Како сакате што ми го кажете да има, биде северно-македонско, така? како што е името на Ма државата. така ли, северно-македонско? Па тајте, кажете храбро. Република Северна Македонија. Ама вие ви изјавувате дека сме ние на неколку пати северно-македонци. Вашиот колега, сакам ќе речам колега, не е во конституционално, формално, правно, во политички начин. Државата се вика после тие промени Северна Македонија. Сега, северно-македонци, ако зборуваме дека вие сте северно-македонци или некој мој колега што вие велите дека ве имат наречено така, значи северно-македонци... Зборам за Билјалка сами. Ева се, не би сакал да коментирам некој председател на партија кој не е свесен што изјавува. Вие како ги доживувате вашите сограѓани, македонци или северно-македонци? Слушајте ме сега, ако зборуваме северно-македонци, во тој поглед, тогаш вие имате право да не опфатите сите етнички заедници. Добро. Тогаш, да, сите сме северно-македонци, па ако Билјалка сам е така изјавил, тој е меѓу првиот. Нели? Бидејќи се повикуваш на името на државата. Тоа не е така. Сега, не може да вие ако се именката да ја вадите секогаш исклучило ако од се името на државата. повикуваме на тоа што стои на уставот на Република Северна Македонија, Добро. во уставот вие се нарекувате македонци, ние албанци, Не, вие сте дел од албанци. другите, па ние не сме различен народ, ние сме ист народ. Ама не знаеме кој дел сте, Албанците, господине. Ама не знаеме, господине Стела, кој дел сте вие. Дали сте католички, дали сте муслимански. Немој да мешаш вера. Ама сега вие мешавте, ама вие дали видовте сега- се што ми кажавте се пред малце? Што ти реков? Значи прво вака, имплицирате нешто што е прво политички и правно тотално некоректно. Зошто тоа? Сега ќе ви објаснам, значи Зошто е некоректно кога прво- ви велам дека Северна Македонија. Не, сега ве сега вие што сте правиле, вие сте се ангажирале во уставот и името, потоа што именката на нацијата да биде променете, да се влече од новото име, кое што има и географска одредница, тоа е северна. Главното име, именката е Македонија, тоа го знаете и вие и ние. Се замислите, гледам дека вие би сакале да бидеме ние северно-македонци, претпоставам дека вие лично и како поголемиот дел на албанските наши... Погрешно ме свативте. Не, сега вие ми го кажате тоа. Северно-македонци, затоа реков, јас не сум употребувал поим. Вие ми велите на некој друг што употребува Не, таков велам дека поим. и вие сте- Северно-македонци, ако се употребува тој збор, би требало да се употребува за сите граѓани на Македонија. Значи, вие се согласувате дека ние сме македонци, во крајна линија, така ли е? Така стои во уставот. И така јас не стои можам, така. Не можам, Иван, јас да ти вметнам чувство како ти се чувствуваш. Не зборуваме само за чувство, ние зборуваме, знаете како, македонците, култура, за идентитет. да, македонците се носители на државноста во оваа земја, а зошто сите е други, само да се оставите сега јас да ве поставам. А тоа е ваше мислење. Не, тоа е така секаде, носители затоа што ние за разлика од вас етничките албанци немаме матична друга земја. Вие имате матична земја. Знаеш колку лошо ова звучи. Не звучи лошо, што Видиш, тоа се ваши. Не е прв пат. И мене ми смета. Ама ова се ваши фрази. Ама ова мене ми смета, бидејќи не можете со тоа да го имате како изговор секогаш дека вие немате резервна држава, Не, тоа не е ризик, тоа се факти, тоа се етнички факти. единствена држава, па сега вие другите што сте тука, Господине Села, треба да прифатите. постои разлика помеѓу нација и прифатите сите одлуки што ги носат Не, овие ние имаме историски договори. носители, И вие државотворците, и вие сте носители и вие друга. Знаете што? Носители на на државност, државност. така пише и во преамбулата. кои се носители на државност се сите граѓани Носители. на Северна Македонија. Сите граѓани се државотворни, сите учествувале во историски поглед во изминатите години
на подобар, помалку, повеќе подобар начин во градењето на оваа држава. Никој не може да ги оспори ни албанците, ни србите, ни турците, ни ромите, Што никој нема право да види Но- дека ние сме носители на ова или на ова. Но, поради фактот дека државата до пред 2018 година се викала Македонија и поради тоа што историски гледано овој дел географски бил Македонија, народот кој што се дружил културно, историски и јазично се нарекол македонци. Кога сме се оформили како држава во денешните граници, нацијата преминала во македонска нација. Тоа е разликата помеѓу нација и народ. Граѓаните кои што живеат во рамките на една држава, која што се вика и како што ќе се договорат како ќе се вика, тоа е нацијата. Зборуваме на различни јазици Латиница и кирилица? и не, јазици зборуваме. Се шегувам. пишуваме. Ова се шегувам. Бидејќи на албански, на пример, за нацијата и народот Е се исто? употребува приближно исто, комп. Аха, а немате одвоено како Имаме и во замена на народ како преведе и попол. добро? И попол. Затоа не е ова дебата само помеѓу нас. Не. Ова е дебата која што Не. би требало да ја решиме. На друго поле сакам да излезам. Концептот на тоа што е нација. Тука веќе има дилеми, има поделеност помеѓу и филозофи и политичари на светско ниво. И ние тоа прашање не можеме да го решиме, нели? Според некој дефиниција народ е јазик, култура, територија, Заеднички особини. така. Според други е името на државата треба да биде и припадноста каква нација си. Во зависност како е уредена државата. Па затоа ние во оваа емисија тоа не можеме да го решиме. Можеме да имаме различни гледања. Апсолутно различно Ние гледање. во тоа- Знаете зошто ве прашам? во Зошто тоа- ве гледате во тоа што викате праш- во неколку пати? Викате вака. Какви термини користите? Ние во март 2017 ви го гледав тој настап, викате ние сметајќи знам вас, вашата партија Алијанса за албанците и не знам дали во тој момент си земате право да го влечете Мора и да слушам што ќе кажам. ќе ви го почнам сега. Ајде. Преведено на македонски. Ние во ниту еден момент нема да се откажеме од бинационална држава. Или рамноправност ќе има меѓу албанците и македонците, или ќе се залагаме за формирање на федерација. Значи, изборуваме за нема да се откажете од бинационална држава. Затоа се обидувам да ве донесам во овој пат сега Да, и да ви го објаснам моментот на националност и на народност. ние по се изгледа се согласуваме. Не се согласуваме воопшто. Кога вие велите дека носечки Носители на Носител на државноста на оваа држава, на внимавајте, ова- не на народноста, на државноста. Чекај сега. Така е. Кога вие го тврдите тоа, Ама тоа го тврди науката. почнувајќи Науката го тврди. Зошто? Затоа што мора, Вие сте мнозинство, така? не сме мнозинство, затоа што Е, оваа сега, држава е, која се сега, формирала, ова држава- ја иницирале Ова луѓето држава, најголем број на луѓе. според истата логика, не можете вие да третирате. Која е дефиницијата за малцинство? А не, тоа воопшто не Ама тргам чекај, Не тука тргам сме, натаму. во истава тема сме. Ама кажете ми, што е Кога бинационално за вас? кога Што е за вас вие, бинационално? кога вие зборувате со поимот носители, сега во Македонија има две носители почнувајќи од кога? нумеричка, Од кога? нумерично како сме поставени во државата. Зборед бројките? Значи, Зборед бројките. според бројките, Аха. носители на стабилноста, на државност, Сите сме. на економска... Сега сите сме биле. А предходно беа само македонците. Пак Така ли е? Значи, Затоа, во тој атрибутите поглед, на оваа јас мислам дека држава. ако треба да се гледа, Се обидам да ги расчистиме со вас, јас сакам со вас малку да зборувам отворени теми. Ние зборуваме и за Отворени, така е, отворено сакам да се зборуваме. Ако тргнеме од минатото, историското минато, Колку минато? Се обидам сватам. Ајде кажете ми за да знам. Кај се враќате? почнувајќи со
Ево, можеме да се вратиме и во антикитет, ама тоа е предолго. Много. Ајде да се Ајде да се вратиме вратиме од там, од 90-те, во ајде да реалност. се вратиме од Не, 90-те. реалноста која се случи во Балканот, го имаш после Балканските војни. Добро. Што се случи. Супер, одлично. Сега, ако се навраќаме на тие моменти, ама многу повеќе, ако гледаме кон иднината, тоа треба да ни биде цел. Иднината, Апсолутно. Македонија, за да профункционира како стабилна држава, мора да има внатрешна коезија помеѓу етничките Кажете ми, заедници. тоа е бинационално Тоа- постигнува вашата замисла за бинационална држава. Мислам дека бинационалната држава би било решение. Кажете, тоа значи два етникуми или да кажеме, кои што ќе го имат. Ама како функционираме? Оставите ме само да завршам. Два етникуми ќе бидат тогаш главните кои што ќе ги носат одлуките во името на сите останати помали етнички заедници. Отприлика така да ве разберам. Не. Малите етнички заедници, Ама ги имаме, тоа се факт. Сакате ми кажете дека вие албанците етничките во Македонија можете да извршите некаква политичка или правна супремација во однос на другите во државата или во однос и на македонците и на Не, другите? ние Еве во однос на сакаме- турците, мислите дека турците се срекни со оваква дефиниција? Ние сакаме да спречиме било каква супремација што постои денеска. А знаете ли од која прави македонските- супремацијата? од Молам. македонските политичари. Молам. Така. Кој друг? Ајде се вака да почнеме со факти, Кој пошто цело време. Ево сега, зависи кој ги земаш како факт, ама Ама с документи, слушам. документи. Еве вака да ви кажам. Ајде се да зборуваме Сега, кога околу. зборуваме за турската, ево, турската етничка Немојте ве заедница. молам. Ама чекај. Ајде за вашето место Ливада. Нели, Вие сте од Ливада. ама нели ме прашавте за турците? Ама многу бавно ми одговорате. Мо- Сакате да ми ги вртите работа. сакате да зборуваме и за власи. Кажете ми еве за турците, пошто ги осеќам за најлојалните граѓани на оваа држава. Кажи. Кажете ми Ливада, местот кај што потекнувате вие, од каде што и прочитав и се изненадив и баш ми беше мило Артем Шакири. Неговите корени се од таму. Шакири шим го брцна на англичаните, оној корнер гол во Southampton. И мене ми е внук, не знам дали. Не знае за тоа. Еве, баш како ви доаѓа релацијата? Внук, прво колено, второ, трето, како доаѓа? Брат, учат, како? Неговата мајка ми е прва брачетка. Значи се блиски. Да. И се гледајте, тоа исто село, многу години назад, да се вратиме во 1800 некоја година, кога веќе се појавува во времето на турското време, со пописи пишува дека било македонско село. Денеска тоа село, ама ве молам, составете ме да кажам, сега ќе да ви покажам ли слики. Зависи што читате, каков дел. Добре. Во тоа село живе 100% етничко албанско население. Но пак ќе ви кажам, за мене и за сите нас, а треба и за вас, да кажеме само една работа. Тоа е македонско село. Сега почнуваш од концептот што го развиваш тука како народ македонско село или како држава македонска? Не, ви кажувам движење на етникумите во рамките на самата наша држава Македонија или Тоа е географска теза. регија. Тоа Не, е теза. тоа се факти. Слушај. И само што слушате го е многу интересно. Тоа е Знаете, тој теза е омбудсман, така? што сум го слушал јас во времето на она дебатата во собрание 2017. Не знам која теза е, читав за вашето село. Од Читав за вашето пратеници село. на ВМРО и така натаму. Слушате се вака, вие говорите Ако често. зборувате за албанскиот идентитет, Иван, треба да имате предвид една работа. Бидејќи ми спомнувате Вие не можеме 18... не можам да споменам. Ама гледайте сега, вие ама- барате од мене да ама спориме тука- албански идентитет ама кој што е веќе чекај, детерминиран. Ако Вие сте зборувате, бидејќи од која причина тргнувате дека тоа било македонско село? во попис жителите кои што живееле 800 Читај. 826 биле етнички македонци Се изградиле. изјасниле? Се изјасниле Во кој тој попис во 18 во прашу. Значи зборуваме се. Во кој тој Сега ве попис молам, во еве сега ќе ви најдем и 18 друг век? документ. Не, чекај. Во Зборуваме 18 за век, не зборуваме за 19 век, во тој кој попис, кој го има Значи, направено? луѓето се изјасниле за Чекај македонци. се. Па затоа ви реков. Момент, сега Треба, ќе ви ако покажам. тргнете само Сега од ќе ви името, покажам. ако тргнете само од името, Не. Ливада, знаете ли што значи? албанците, ама ливада значи ливади. Така, ама се вика Ливада. Ливади, ние го Добро. викаме.
Вие го викате Еве го ливада, во ред. Официјалниот попис од 48 година, 378 биле македонци. 48 година, која година, кој век? 1948. 900. Да. Ајде, друга Не, работа. сигурно. Ајде, друга работа е тоа. веќе. Ама еве да дојдеме од порано. Ајде. Односно од Види, поблиску минато. ми спомна 1940. ми спомна 1800 и нешто. Така, значи ви зборев за 19 век. Еве се одиме во 20 век, така? Ова е 20. Па 1900 валја знае. Ајде. 1948. Значи 378 се изјасниле за етнички македонци. Не е истина. Добро, тогаш документи ве лажат. Но што да правиме муавет? Знаете што, на попис може да има таму и југословени. А ако зборуваме за таа година за која зборувате, знаете дека сме живееле во бивша Југославија Кажете и во комунизам. Сме живееле, така е. Така ли е? Така е, каде што И се се- обидува и сега, една нација, ако не се- нација, Ако се внимавајте. обидувате да ми кажувате дека тој систем е биден либерален и граѓаните можеле сами да се изјаснат како се А не, што чувствуваат, требало некој да им каже? некој им наредил Дајте, можда, господине, бидејќи Солове, или Ама ова е веќе навреда, ама како ова е навреда? навреда на интелектуалните капацитети мои се да во Како навреда сега, ако треба да се вратиме на тој период, треба да се вратиме со сите особини кои ги имал тој Тоа период. се бројки кои што не можете да ги Чекај, оспорите. тие бројки може да се пишуваат и во канцеларија ако зборуваме за ако зборуваме за тоталитарен систем, така ли е? Ама вие го викате дека е тоталитарен. Тоа не е Што го вистина. со кои Јас во документи тоа вие ќе време докажете дека бил тоталитарен систем? јас во Со кои тоа документи во тоа време вие ќе докажете дека било слушај, тоталитарно? Јас во тоа време ниту сум живел, ама знам, Ма постат господине цела имам дедо. Правни наследници сум сме имал. ние. Правни наследници сме Слушај ме, Македонија на сите Ево документи. јас ќе ти кажам. Ајде вие кажете ми. Имаме татковци, дедовци кои биле и живееле во тоа време. Добро. Во Ливада постоел само еден кој се викал Васил и кој работел во мелница во Ливада. Добро. Тоа е вистината. Нема 38 македонци. Добро. И тоа ден денеска местото се вика. Ама ние збориме за ден денеска. Ние збориме за многу години назад. сега, Ама ја не ви велам, вие не сваќате што сакам да ви кажам, дека е не, нормално да има сваќам. движење на народите во рамките на Нормално е да тоа, флуктираат. ама не е нормално. Има ли луѓе што се иселили од Тетово да дојдат во Скопје, кажете ми? Се кажуваат невистини. Која невистина сум ја кажал, ова се бројки од пописи. За еден систем кој не ми дозволуваше ниту име на албански да ставам на дете. Кога За тоа кој не ви дозвол, кажете А, ми, не го во знаете. Не, за тоа не знам, ве кажете. Ево, до Која година? 90-тите години. За вашето Во дете? зависност како се движеле, Добро? како биле политиките со Албанија и така натаму. Добро. Знаете тоа? До 90-тите години имаше институции кои беше забрането и се фаля директорите, додека сум јас тука. Во општата болница Струга не може да стапне ниту албанец. Сега, вие не сте ги живееле овие реалности. Не сум бил ова, значи, сакате да ве лажам да кажам дека сум го Па живеел? затоа- Не. Па затоа ви изгледа све добро, све било Не. окей во тоа време и така натаму. Ако треба да се вратиме, затоа ви велам јас. Еве сега ќе ви кажам Не верувам на такви податоци. А- Не дека нешто имам А против. кажете ми една работа. Бидејќи ако нема ливада, има драслајца. Во ред. Кој е секој ден село каде што ми поминувам и одлични имаме односи, меѓулудски односи со тие граѓани. А зашто Никогаш. да имате? Ама зашто Ама да во ред, немате? Ви кажувам дека не е проблем дали постои. Ама гледате што викате за контекстот Во ред, во кој ама го оставите сам да кажам. ставате. Не, контекстот ми е многу добро за ја ве навлачам вас на вашите ставови да видите зошто македонците очигледно немаат само перцепција за вас. Перцепција. Не е. Еве гледате што викате на Собир за изборите во 2016 година во Струга, каде што им велите на тие што се обраќате, еве ga сликате. Гледате ли слабо гледате? Сега гледам слика само, толпа луѓе, да. И ви викате вака. Значи 65% ќе направиме во нашата општина во Струга им се обраќате на луѓето ќе бидат албанци. Македонците, знаете што им велите што ќе направите? Ќе излезат како технолошки вишок. Сега да ве прашам. Молам. Чекај.
Немојте вие од контекст да извадите мои изјави и видувања како треба да биде решено Значи, правичната и соодветната застапеност. Ја зборувам за закон за правична. Ова ќе оди со превод. Пишете? И што е ова, кажете ми вие, јас си го преведов. Ево, јас Не, ви кажам. не, ова што го кажав, лажам? Чекај. Не, кажете ми, лажам ли? Не, чекај, Ама рековте ли дека сме македонците ќе бидат технолошки вишак? Земајте го Како контекстот. можете вие етнички геноцид да правите на луѓето да ги како нарекувате може- етнички технолошки вишак? Како Кажете може ми вие. геноцид досега да се направи во една реалност каде 65% се етнички албанци, албанците, ево пример Тетово ќе го земам, не струва. И Основниот суд во Тетово има само 5 суди албанци и 15 македонци. не ги примат, може ли име и презиме да ми кажете? Ве молам, ве преколнувам. Име и презиме, слушате ме, не ме преки. како? Ве преколнувам да ми кажете во било која институција, ама ве молам сега и ќе ви дам задача, ќе ве барам да знаете. Ајде. Да ми кажете одличен доктор етнички албанец кој што не е примен зашто е албанец. Одличен судија, правник кој што ги завршил сите школи. Чекај. Ама ве молам со слушај, Ама не. што да не слушам? Ама со слушај, Ама дајте ми име и чекај, презиме. Иван, Зошто не го примиле зашто е албанец? Иван, Ве молам. Да, до 90-тите. Ова е сериозно до етно обвинување. 90-тите, до 90-тите не се Не, прима ама какви 90-те? само Ова сте вие во само 2016 заради година. тоа што е албанец. Ова сте вие во До 2014 година, 2001 вие знаете дека албанците во администрација беа само 0,2% представени. Не беа И баш како 0,2, беа доктори- 2%. Ајде 5 нека бидат. Апсолутно А се при до- согласувам, се А согласувам. придонесуваме Ама над чекајте. 30% го полниме буџетот. И заради тоа И вие можда мораше, повеќе. и затоа мораше И албанците да затоа- се фатат за пушка да си ги да дојдат. и затоа има Затоа требаше пушка војна 2001, зашто не беа доволно застапени. Абе за тоа Затоа јас кажам, не гледате тврдам ме дека вака, секогаш гледате ги сите овдека што се подели нашо на гледат не вече. секогаш тоа е решението. Ама јас сега немојте од еден контекст во друг Ама контекст да ме се водите. таква ми е емисијата, ова во контекст на контекст. Зборуваме за правична застапеност. Што е значи за вас зборуваме- правична застапеност за вас, знаете? Што е? Дали е за вас Охридскиот рамковен договор еден од најсветлите и светите моменти за етничките заедници во Македонија? Небе, тоа е договор кој треба да се почитува. Дали тој И договор такви- само помидел- такви такви се? договори Се треба да се исторички. почитуваат И се муабе додека да не се прави, постои. така ли е? Слушате сега што Ајде. зошто вие сега ми манипулирате? Слушате ме сега Не те внимателно. манипулирам. Ау, како Не, вие не ми дозволувате Не, да не, се не, доискажам. Не. Кога јас ти велам дека од 20 судии, 5 се албанци, 15 македонци во Зошто? Тетово, Зошто? во Тетово, Зошто? ти ми велиш, Најди кажи ми еден- некој име и презиме, кој Јас бил ќе заслонам. одлучен. Јас ке заслонам Ама оваа не можам- телевизија. Не е моја работа да најдам име и презиме. Ама не може да се шпекулира. Ова го паќе во категорија на моја шпекулација. не е шпекулација. Оди, земете ги бројките во основниот Ама не суд треба во да дам Тетово. број, мора А пример. од друга страна, Мора пример да има. забораваш дека таа институција, каде што е надлежна, над 90% се етнички албанци. Знаете со тоа што правите И ви. што, кој тоа? Јас го правам тоа. Државата го прави тоа. Господине, слушате ме Иван, вака. ти си Охрид- седнат тука како новинар, политичар. Јас сакам со вас да разговарам. Ова не е интервју, ова е Ама дебата помеѓу мене и моите гости. Ама чекај, вие сте новинар, Така е. член на политичка партија. Не сум член на или политичка така, Сега однесувате се како новинар, прашувајте и оставете ми да ви одговорам. Ама не ми одговарате на Сега, прашањето. а вие ми одговарате, ми сте во позиција како да сте ми политички Ама сега противник. гледајте сега. Не, Сега, да се не, доискажам. Јас сум граѓански ваш противник. Исто, И секогаш ќе бидам ваш граѓански противник. Исто, Ајде. и во сите други институции. Во кој институција? Логиката- Во кој? Не, во кој? Во кој? Не, во кој? Во кој? Што значи Во да- кој кажете ми? Во кој? Што Во значи? кој некој Дали- не е примен зашто е дали- албанец? дали Не, прав- кажете ми, во Не, која јас- институција не е примен некој што е Јас ти албанец? кажам, јас Ајде. ти кажам. Што Ајде. значи за тебе правична и соодветна? Ја ќе ви кажам после што викав Охридски рамковен договор. Чекај, што значи правична и Јас ќе ви кажам Ајде. да дојде
на оглас на државна институција или на локално ниво, било каква јавна институција, Така. да се распише оглас. Да. Треба да има загарантирани места за етничките заедници во Македонија. Го Според имаме сега. сега ќе ви Се почитам. укина балансира. Во ред, во ред. Не, а После? сега ме прашувате. Ајде, после. А сега, втора работа која што пишува, затоа нема оставата во член 4.2 од Охридски рамковен договор. Слушате внимателно. Ајде. Ова е круцијално. Ајде. Во законите со кои се регулираат вработување во јавната администрација ќе бидат содржани мерки со кои ќе се обезбеди правична застапеност на заедниците во сите централни и локални јавни тела и на сите нивоа на вработување во тие тела. Слушате понатаму. Запирка Чекај. Тука, сите тука, тела. чекај. Во сите нивоа и тела. и тела. Запирка, слушате, ама не, За тоа зборувам, Да, јас. да, ама слушате, јас зашо зборувам. Види, ова дебата... Не. Во ред, ајде, Не, продолжи. истовремено, почитувајќи ги правилата за компетентност, господине Стела. Во ред. Ама Компетентност. со кое право, Со кое право господине, ќе дојде некој со и кое ќе се право вработи само тоа што е- предрасудуваш само затоа што е албанец дека не бил Не, компетентен? обратно, Ама со така кое... звучиш. Не, Така така вие звучиш. си го вртите, вие Не, сте не, маркер така за- звучиш. Не, Така звучиш. не, Бидејќи не, на- тоа пишува, најважно ова сте е, го најважно е на сите нивоа. Така е, ама А јас ти според зборувам компетентно 2016 за нешто што ти е пишано во 2001 на сите за нивоа. бинационалност ми зборувате, тоа се на сите нова. Бинационално што зборуваме барате за- федерација. Зборуваме за правишна застапеност. И па господине. кој сега ми рековте дека за вас идеално е да имаме Зборуваме, бинационалност. па така треба да функционира. Ако по кај пише во рамков? Немој да ми ги мешаш тезите. Не. Ме праша за 2016, после 16 години, јас ти тврдам дека не е испочитувана Целиот тоа што рамковен беше договор е пишувано во комплет 2000 и повеќе од тоа ги почитувам. 2016. Знаете ли што е Не. пишано во рамковен договор? Е сега, ме праша и што е правишно. Што е правично, кажете? Правишно за мене е освен Што? прво компетентност. Дајте рака за ова. Дајте рака за ова. Рака за ова. Втора, Не, ова рака. компетентни има и албанци, и македонци, И срби, и турци, бошњаци, и турци. Дури. Така е. Дури. Ево јас си ти дам Ајде. пример. Јас сум вработил едно прекрасно момче ром во општинска администрација во Струга, најкомпетентниот административен во Струга. И сега, ко правишно знаеш што е, Што е правично? Што да се го бидат, на ниве каде што е, да е да недобро. бидат, освен овие што ги реков, етничката припадност после Добро. тоа и правично е да бидат представувани во сите носители на јавни функции. Апсолутно се согласувам. Почнувајќи од владата, Се согласувам. што треба да има правична Нема застапеност. сега ова брада. Кого го има? Дали имаш турчин министер? Или заменик? Ма тоа видите сега. Ама што тоа видите до сега? Прво тоа е баш влада, Ама и ова влада не е тоа. правичната застапеност се Збориме однесува просто и за на тоа. И на тоа се однесува. Знаете ли дека Нека најде. Знаете ли искате А не да уценат, ама ама не се вознерувам. Што се Ти вознемирувате? ти објаснувам. Што е Ти вознемирување? објаснувам. Ти Што е објаснувам. вознемирување? Не, правично значи не да вработиш само таму вратари и секоја чест за секоја професија. А што е проблемот со вратари? Што е проблемот за вратарите? Треба во сите нивоа, во вертикала. Вие што сте? Да Доктор имаш- сте, интернист, работевте пред 2001 работевте, така? Не, Сте биле стажирали во Црвениот крст. не. Така пише во вашата биографија. Во мојата биографија јас не сум работел во државна работа, сум работел приватно, бидејќи не ми се Не реков во признаваше. државно. Не реков во Не ми- државно. Ама слушаме сега, Ајде. бидејќи ме враќаш. Не ми се признаваше дипломата Од каде? Од Косово и од Албанија? затоа што имав завршено во Албанија. Тек после 2001 почне да ми се признава дипломата. Јасно ли вие се? Нострификација не ви направија? Не праја. Зошто? Затоа што сум завршил во Албанија. И не само мене. На сите, на целата таа генерација на И до, студенти. се согласувам. Како прво- Ова е тешка дискриминација, како ми некој прво- ме праша. Ова е тешка Ама дискриминација. ево, уште Ама порано еве, дојде. ајде кажете ми, слободно Како сакам да прво- чујам, да не се како повторуваат прво- овие работи. Како прво, ниту ме примеа како студент за да студирам тука. Зошто? Што ви кажа? Дека се албанец? Дека сум завршил во Приштина и последната година ми беше без печат поради Милошевиќ што таму не избрка од
од школите. Зборувате за средно за што се завршило во Приштина, така? Пошто тоа прочитав дека се таму завршило. Таму сум завршил. Добро. Сегде се признаваат тие дипломи. Добро, И во Хрватска, и во само Македонија. Само во Македонија не. Да. Бидејќи мораше Македонија да спроведе политики на Милошевиќ И пак да ве и прашам. кога беше И пак да независен. ве прашам. Ова се Така што ли? ви е тешка Ова е дискриминација. дискриминација. Тешка. Тешка, да. Ви го уште. кажувам, ви го кажувам. Ама јас не сакам да зборувам за тој Не, за тие теми. ако треба да ги отвориме Не, тие теми, нас ни фали да добре, не збориме. е проблем. Ама Не кажете е ми, проблем. вредеше ли тоа што ви се случувало, што е за мене и трагично и жално, Да. да се фатите за оружје? Зашто? Во 2001 да се фатите за оружје за Јас не сум се фатил. Не, вие за лично оружје, зборуваме да. тогашната УЧК или она или како се викаше За Македонија. За тоа треба да дават одговор оние кои Вие се согласувате ли со такво решение? Со воено да се Јас водам политика, никогаш не се согласувам со воени решенија. и сте го судиле тоа по 2001? Ама од друга страна не се согласувам и со начинот на кој се поставени темелите на независна Македонија. Например, зошто не ја признавате химна? Зошто ми викате на Ама луѓето тие затоа вашата химна? затоа Зошто е таа моја химна не е ваша? Иван, затоа што темелите, реков, на државата не се поставени како што треба. Зошто химната, кажете ми Ќе се? ви одговорам. Затоа што ние денеска имаме политичари бивши куп од нив. Ево покојниот Стојан Андов. Сега немојте Чекај, бе, ама немојте се да Ама чекај, многу е важно. Многу е важно. Немој да ме прекинеш. Ама немојте се да Кои пери да сите, збориме, ама немојте ве болам. Лупчо Гергиевски, Стојан Андов, Прчковски може. Не е во ред за мртви луѓе Ама да чекај, бе, починете. чекај. Ама изјави јас не ги Ама добро, во добар контекст ќе ги тоа е, спомнам. ама нема и во Кои лоши велат, да ги споменам. кои велат дека сме сгрешиле со албанците на почеток. Добро, Тоа ти го вели и Лупчо Гергиевски денес. добро. Сме сгрешиле со албанците. Тој што и што И јас замислувате да сум се сменат убеден. територии, затоа и Лјупчо ми И јас- зборите, така? јас И сум- луѓе територии. И јас сум убеден дека некој ден истото ќе го вели и Мицковски и сите други. Не ми требат мене Ама што ми треба- политичари Вам ми треба кои некој да ви се- каже? Не ми требат мене политичари кои се во пензија и денеска ми веле дека сме сгрешиле. Него ви требаат актуелни сега. Него ни требат актуелни сега да не ги прават истите грешки кои се правеле Согласен. во Е па зошто вие правите грешката и тука ми проповедате во 2016 за бинационалност, ако не биде бинационалност, ќе одиме конфедерација. Знаете што се Прометеј. Ама знаете што? Па второ, Знаете зошто што? зошто ви треба таков говор? Зошто не навредувате, зошто- викате дека македонците не постоеле? Ама Зошто македонците? кој го рекол тоа? Вие. Не. Ами има изјава Ама слушај ме. Во пописот, Каде? последниот попис која го направи Отоманската империја во Балканот, македонците не постоеле како етничка Добро. графа. Тоа е мојата изјава. Сега ја ви покажам контраргумент за тоа. Ама не читате, така? Да ви почнеме ваше. Ке ми верувате? Сега, Ке ми верувате, ке ви го Ајде, пратам. ќе- Ова е Instructions to Enumerators за пописот во 1920 година во Соединетите Американски држави. Значи, не 100 години, 105 не години. зборувам за друг попис. Јас не Не, зборувам. ја ви кажам за... Ама вие ве се молам паќате, сега. ама- Не, ама сега знаете Немојте да како? ме шетате. Ве шетам затоа што Од вие... една ме прашувате дали требаше Господине војна. Стела, Ви сваќате- зборувам дека темелите на државата не се поставија како што треба Не. 90-тите. Ама ја ќе се вратам пак да мислите дека ја Па заборавам. после ме прашувате дека лажно ме цитирате за тоа што сум рекол не постоеле, во пописот Молам, сум рекол лажно. во пописот ви реков дека Ама не важно... постоеле. Па после ме шетате во Америка, ајде читате го пред. Во Америка во Ајде, и се 920 надевам година... дека е во овој контекст. По 920 година, на оние попишувачите, администрацијата во Вашингтон им кажала, кога ќе ги прашувате кој е матичниот јазик и националноста, меѓу другите да ги има и македонците. Има ли поголема гордост за вас како наш сосед? Од тука? Сега вие го спорувате јавно. Сега, добро, вам не ви е јасно дека секоја ваша запаллива изјава дека ги подгревате страстите дека не албанското население? Ама грешиш бе Иван. Како грешам? Грешиш бидејќи единствен народ и држава Кој што не призна, која ве признава, не оспорува. не ви оспорува ништо. И јазик, и име на држава, и црква, и се албанците.
Тачно. Но сега И сега, имате проблем. зошто има потреба да прашувате дали вие сте горди? Ако сакате да ги знае, не сте горди со тоа што некој се изјасен македонец. Не, вие не треба да се горди да имате соседи кои што имат своји корени. Има во ред. Има Не и ме прави тоа други. горд? Прави горд. Така, сакам да чуам. Мене ме прави Гледа, горд. ама вие си земате само изјави кои вас Не, би тоа ода се во ваши прилог. изјави. За да уште Тоа е поеќе она што е малате најпрактично. со оној огинот на Преметеј што го Тоа е видите. ваш оги, не е мој. Ама вие го ме оквалификувавте така. Јас се прашам дали се чувствувате. Ама зошто Ако не зошто не земате други изјави? Која Например, тврдам кажете ми, која? дека малцинските прашања за мене не се прашање на внатрешната работа на некоја држава, во случајот Бугарија, Добро. него тоа е прашање на меѓународните права за За човекови права. човекови права. Организација Нели? за човекови права. И Така. како такво треба да се признава секое Вие сте малцинство согласувате ова? и во Бугарија, и во Се Грција, и согласувате ова секаде. што го прават бугарите према нас? Како човек Во кој пред се? смисол? Во смисол тоа што не оспоруваат, па што не блокираат, ве знаете дека они први не блокира, па после французите се придружија со промените на начинот на пристапните преговори. Не. И сега бара да влезат во... Вие се согласувате ли, кажете ми, како мој прв сосед, мој прв побратим туку од државата? Ние немаме поголеми соседи од вас. Вие се процентуално најмногу во државата, после македонскиот народ. И кого имаме ние друг? И кого имаме ние друг? И кого имаме ние друг, кажете му освен вас? И сега вие, ако стоите на страна и не учествувате активно да го заштитите вашиот сосед, па за какво соседство ние збориме? Сме го За каква направиле. иднина ние збориме? Сме го направиле тоа. Бујар Османи, ви знаете што Чекај, потпиша? Не сме го направиле, не сме ние бугарите. Не сте вие бугарите, не ви Ние викаме. сме албанците. Да, и што кои ви прави? велиме Ајде, дека и на бугарите им велиме дека не е во ред ова што го сте го правите. кажале тоа? Да, сме го кажале. Зошто Бујар Османи не го кажа во позиција, висока позиција, тој вашиот сега кој што во изборите настапи заедно со вас? Прекини со политичка пропаганда на Мицкоцка. Не. Ова сега, не, ова не го. Ама Господине сега- Стела, ако сакате тука да завршиме ама чекај, емисијата, ама- не ама чекај, Значи, ка- кои сте вие мене да ми ама кажете дека како- ја ама практикувам политичка пропаганда на е. Мицкови? Што е тоа на вас? Пропаганда, ево сега ќе ти објаснам. Кој ви дава право вака да ме клопувате мене? Ево ќе ви кажам сега. Што потпише? Каков беше вториот протокол што го потпише Ама не Бујар Османи, сакате- го знаете? ама не сакате- Ама не како си дозволувате Ама- мене да ме ама- квалификувате? Кој ви го ама дава не право? сакате да го слушате, бидејќи Ајде, така то- звучиш. Звучам како што јас звучам. Така звучиш. Јас звучам на мој Така начин. звучиш. Ама тоа е ваша перцепција, тоа мене не ми ја гледам. Не Ама може и да тоа- не може да ми ама кажете и да тоа ме што велите за Бујар е перцепција ваша. Тоа е перцепција. Така е. Па сега И знаете сега дека има дозвол- представка пред Ама Уставен суд. Дозволи ми сега да ти објаснам Ајде. што зборувам. Ајде. Што се фаќале Бујар Османи бил министер за надворешни Па работи. ја ли сум кривши изгубу во Ама- Скајер? Ја ли ама- сум му винови на Бујар Остај го тоа, не зборувам Нека за се локални вратиме за тоа, избори. ќе сега. збориме за Нема локални. проблем, ќе зборувам. Кој неголиме? Вие сте неголимиот. Ама слушај ме сега, Ајде. од кого беше предложен Бујар Османи да биде министер? Како мислите од кого бил Од предложен? кого? Владата од кого? Кој беше мандатар на таа влада? Ковачевски. Зошто не се занимавате со Ковачевски? Дали може во секој момент да го разреши? Знаете колку пати Чекај. Ама знаете колку пати јас сум го вие помнал Ковачевски? Ама вие сакате со ова логика преку Бујар да обвините албанците Бог да дека чува. тие Абе, ви Бог го да продаваат чува. името, Бог да чува. идентитетот, дали еден мандатар има право во секој момент да го разреши министерот? Не. Мора да Како даде не? сериозно. Па тоа е политичка одлука, сега. ама вие не сте вчераше. Сега онма може да го разреши. И? Значи, Бујар Османи таму беше предложен од страна на Ковачевски, па можда и од Заев. Ама не беше. Ковачевски беше. Ковачевски беше. Така ли? Така. Подржан од мнозинство пратеници македонци од СДСМ. Така ли е? Тоа не го спора. Не го спораш, ама година или 2 години и јас немам никаков интерес да го бранам Бујар Османи. Не треба да го браните. Прашањето Правото. ми беше. Правото го бранам. Прашањето ми Немојте беше. вие да се занимавате со Бујар Зошто? Османи. Ама се занимаваме За со мене секој Бујар- кој тој за одлучува мене- лиднината на за овие мене- луѓе кои што зна- живеат на оваа Знаеш, територија. според мене, моје Што е? лично мислење. Што е? Знаеш каде сгрешил Бујар Каде? Османи? Не требаше да прифати да биде министер за надворешни работи во ситуација кога некој сакал да донесе компромиси и да го обвини Бујар Османи.
Тоа е Го грешката. давте тој совет на Бујар. Јас не бев во коалиција со Бујар. Не, добро, во тоа чисто, време. па ваljda ако се комуницирале со Па Бујар. немам потреба јас да комуницирам, сум комуницирал јавно, во дебата, во интервју, како што сме Океј, вечер. ајде свратиме малце на 2025-та, ако ми текне уште нешто интересно за ова ќе се вратам, сигурно ќе Најпрвен дозволи ми да одговорам, па после. се живо одговоривте, па се, тоа ми е стилот. Па морам јас да кревам глас, Така а е. не сакам да кревам А, глас. не сакате иче, да. Амо ме шеташ од прашање на прашање, од континент на континент, од век на друг век. Не а сте, мораш не да- сте вие за жалење, господине Села, ама ич не сте вие за жалење. Вие сте сериозен интелектуалец кој што точно знае да плива и во Охридско езеро, и во Дорјанско езеро, и во Преспак успе да влезе во вода. Она што мене ме интересира. Еве, пошто Артем Шакири ви е внук, значи, вие сте мераклија по фудбал? Не многу. Не многу, а? Да. Еве ќе се обидам спортски да ви кажам. 2025 година, оваа година на локални избори се одригале 13 надпревари, Така е. каде што на 9 надпревари победиле Влен, на 4 надпревари победиле коалицијата НАИ или АКИ, како сакате повеќе, предводена од Дуи, каде што и вие бевте дел од таа коалиција. Но гол разликата беше во ваша полза, да кажеме 2-3 гола повеќе или 20.000 гласа. Сега кажете ми после овој за не за мене, за сите во Македонија сериозен политички пораз на коалицијата Дуи, но и за вас, пошто ви дававте тројца градоначалници или четворица, колку дававте? Тројца. Ви имавте Арачиново, Сарај и Струга, ако не се лажам, така? Не, Рачиново, Дебар и Струга. Сарај не беше ваш? Тоа беше на Дуи, момчето? На Таравари. На Таравари беше. Аха. Јас се извинувам кога ќе се спомне Таравари, одма правам корелација со ова, знам дека вие уште не почнавте да комуницирате со Таравари? Не. И немате намера, претпоставувам. Немам. Ако дојде ви се извини вака јавно е... Сега тоа е друг момент. Тоа е друг момент, така? Прифаќате извинување? Да, прифаќам. Сте имале вакви, сега лично ве прашам како човек, да. луѓе кои ви изгрешиле многу, ако ви се извинат, ќе знаете да простите? Да. Тоа е голема доблест човечка. Ама треба да се бара прошка. Нормално, За да се прости. ама треба а не да се изнуди, така Но ли? тоа јас мислам дека има една друга работа. Ту Попс може да се го гледале филмот. Да, сум го гледал баш. Баш ми се допаѓа оној делот кога папата Франциско уште не постана Мгм. папа, сака да се оддалечи од поради скандалот. Поради скандалот. со, Мгм. Нели деца, Така, така, педофилија така, и така, така натаму. И папата, оној германецот што беше, како се викаше, добро, Добро. вели добро, црквата се извини. И тој му враќа извинањето, не е ништо, тоа е само збор, што го теши оној што ти има сгрешено. Прашањето е што правиш за да оној што е виктим, Напреден, добро. Еве, напреден, повреден. навреден, Жртва, нели? Жртва, за да се чувствува подобро. Значи, многу е важно. И се кажете на ми, ваков начин да се без бара. сваќам, ме разбирам, не, ова е многу доблесно од вашата. Се кажете ми после овој голем пораз, сметате ли дека е време малку да направите политичка пауза и вие и господинот Али Ахмеди, затоа што знаете како, само слушате ме, кај неалбанското население, ако можам така да комуницирам вечерва со вас, албанско и неалбанско, туку ги са македонци, турци, срби и така натаму, за да биде, не, за да ви биде појасно за што зборувам, нели, пошто вие зборите за бинационално. Да се чувствувам носител јас. Да, зашто да се чувствувате бинационален. Како што Не се да се чувствувате чувствувате ви. бинационален, пошто така нели пропагирате бинационална држава во унитарна земја, што е малце нели нонсенс правено, добро еве, може ќе измислите нешто ново. Унитарна држава со, не знам, со населби каде што е дозволено албанскиот јазик, со институција каде што Не, и точно, и со улици кај што не се плаќа данок, каде Да, што има да, дрога, каде да, што има да. криминал, точно Кој исто го така. правите? Ајде, па што видиме А, кој го кој прави го прави, тоа. да? Па знаете ли кој го прави? Што Кој го мислите? прави? Луѓето. Луѓето. Луѓето така е. А Ама немај во системот контекст. Кај ви Сега реков кога во контекст? зборуваме за јазик, да ми зборуваш за криминал. А вие се препознавате криминалци. меѓу криминалки? Не, Е, па што се никако, фаќате тогаш? Никако, Е, ама, па што се ама фаќате вие зошто кога зборуваме за јазик, вие навртувате тема на други Сакате работи. да кажете дека Не лагам. Ако некој се има изборено... ова за не го сваќате како условен рефлекс? Не. Ајде, продолжи со темата.
Во унитарна држава? него нели мислите дека е време малку за пауза, затоа што знаете како во овие избори се Кичево што се сметаше за бастион на албанската политичка елита, нема да кажам на албанците, зашто не е така. Многу албанци знам кои што не размислуваат како вас, на пример, бинационално. Пошто ве сам си кажавте вечерва, сега ќе ве нарекувам бинационално. Ништо лошо нема. Ништо нема лошо, за вас нема, за мене и Ако си во политиката, мора да имаш и визија која е различна од она ако не чини таа што е. Океј, ја не знам само што не ви чини, али треба еден ден, предпоставуваме, ве се обидувам вечер да видиме што е тоа што вам не ви чини. Ви викам, дајте ми едно име, дајте ми едно име на судија во Тетово, еден доктор што не е вработен, вие викате нема такво име. Не велам нема такво име. Сега не сум тука за да правам список јас на имиња. Ма дајте ми да ми помогнете како медиум, ама мора да ги отвараме картите да зборуваме отворено. отворено. Ама одите како медиум и гледате каде да прашаме, кажете ми, каде кого да прашаме? Во основниот суд во Тетово. И добар ден, добар ден. Прашајте колку има суди, од тие суди колку се албанци, колку се македонци, колку се турци. Сегашна ситуација, така. И сега, ама треба некој да ми одговори, дали последните 3 години, слушајте ме, дали последните 3 години конкурирале суди албанци? Ама чекај сега. Ама сега како сакате вие? Значи тие не треба да конкурираат, само да дадат доказ дека се албанци готово ли што? Чекај. Сега, освен пред да одиш таму, оди во академијата за суди и обвинители, добро, и прашувај годишно колку таму примат албанци. Ако имаш недостиг, на пример, не зборам за албанци, добро, на турци, добро, ти не смееш да примиш, не знам, од 100 суди идни и обвинители било што, не смееш да примиш 70 македонци и после 20 албанци, 2 турци и така натаму, него таму обратно треба да биде. Да примиш 30 албанци, 30 турци, 30 роми и најмалку македонци, за да имат после кадри, за да се вработат. Знаете дека тие се бодуваат или не знаете? Тие што ќе се пријават, се бодуваат. Значи, и етнички се избират. Чекайте пак, ај уште еднаш вака, а што би кажале американците, read my lips, обидете се да ме прочитате. Значи, не може да дојдете да влезете во клуб, во елитен, кажете најелитен клуб во Тирана. Кој е, кажете ми за забава? Се била? Не одите по клубови? Не сте ме раклија? Па не сум веќе. А последен пат кога се била, кој била? Не памтам. Еве да појдеме во Hard Rock во Барселона, иако е слободно, било каде. Нема да ве пуштат само поради тоа што доаѓате од одредена земја или се чувствувате. Ке ве пуштат ако сте член, ако ги остварувате сите предуслови за да влезете таму. Не може да влезете само ако се пријавите и кажете јас сум албанец и вие мора да ме примите. Сакате да ми кажете дека ние сме општество без предрасуди никакви? Апсолутно никакви. Еве зборите со најголемиот човек, апсолутно. Знаете ли што? Сакате вас? Не, јас се радувам. Сакате ли да кажеме на работа? Јас се радувам за одличниот живот и секојдневно што вие го живеете. Па гледаме, вие дека имате перфектен. Ја немам шофер, вие имате шофер на пример. Лично што го. Еве, ја немам шофер, вие дојдете со шофер. Јас сум председател на политичка партија. Политичка партија што прима дотација од државата по број на освоени. Каде што? Примате ли дотација? Така. Колку е последната дотација што ја примивте од државата? Последната дотација која примив од државата е 0 денари. Бидејќи некој ми ја испокраде партијата и јас уште терам, ама сега не зборуваш, ти кажувам, 0 денари. 0 денари. Ако не испокраде, колку ќе беа парите? Е сега. Во истата држава јас плаќам даноци како што плаќаат сите и вие. Така има дел што не плаќаат. И немојте. И од струмица што па слушате ли за имаше оној случај за оној Крмзов, се сеќавате од струмица што го фатија? Сега проблем ако е македонец или тоа не е проблем ако е македонец? Не е проблем тој што се огрешил, треба да одговара. Еве ви некој сетив жива среќа што не е албанец, сетив да е македонец. Жива моја среќа, иначе ќе ми рековте. Кој вели дека ќе ти реков ако ми спомнеш? Па цело време тоа ми го зборувате. Преска ми викате зборите за јас зборам за јазика, ја ви реков за криминалци што не плаќаат. Па така звучиш. Ама тој условен рефлекс.
Така звучиш. Ама не звучам така и Не, учам твоето, ама чекај, ја величам. Кој е условен рефлекс? Кога јас зборувам за јазик и ти зборуваш за криминал? Не, условен рефлекс е кога вие... Твоето е условен Не, рефлекс. тој за вашето ја зборувам, вие не разбирате, а вие сакате да си ја Не, гледате полупразната шаша полу. Вие правите условен Кажете рефлекс. ми зошто како успеа нашите сограѓани етнички албанци кои што живеат во Кичево да не се соберат доволно и да однесат нова победа за еден од 20 кандидати, иако во вториот круг се виде кој беше, тоа беше вашиот кандидат Декари. Каде беше проблемот, кажете ми? Слушайте, сега, ние не треба да импровизираме како општество. Треба да ја гледаме реалноста во очи. И ниту треба некого да тераме да се чувствува како што не се чувствува, ниту треба да кроиме граѓанин како ние сакаме тие граѓани да бидат. Вештачки граѓани, така? Така. Добро. И треба да го почитуваме она традиционалното на секој граѓанин без разлика на етничката. Согласен со вас. Значи, секој етникум треба да се почитува, барем од политичката елита, за Апсолутно. такви какви што се, нели? И ако можеме да им помогнеме во делот или работите кои им недостатсува, треба да им помогнеме. И сега со тоа сакам да кажам дека Кичево е тоа што е. Демократијата на крајот на денот е волја на мнозинството. Нели? Според дефиниција. Така. Има и други дефиниции. Така е. Една од дефинициите. Така е. Тоа е волја на мнозинството. Па сега се случи демократијата. Нели? И сега која е причината? Можда премногу мандати на еден човек може да биде една од причините. Мислите во континуитет, веќе 3 мандати, така? Јас за себе сум за 2 мандати не поиќе. И треба да... Ми предложиле тоа во измени во законот да биде така? Зошто да не? Тоа што го тврдам јавно, јас ви предложам, нели? Тоа е многу разумно. А би Истото- предложила ли кажете ми на истото- ваква моја идеја, Исто- тие што живеат повеќе од 50% од деновите во годината надвор од Македонија да не може да гласат на локални избори, веќе не се случува во Источна Македонија, не знам се виделе. Не би Мислите се ли сложил. дека не би се сложил? Добро. Бидејќи, знаеш што? Ке ми речете тој против уставот, секој има право да гласа, точно е, Секој што има државјанство. да, ама дали е фер ако јас и вие живееме, еве во Струга, замислете дека јас сум ви Ево сосед, имам јас 2 браќа кои живеат во Америка. колку време се тамо? Па од 97. Доаѓаат годишно еднашка барем? Да, го доаѓаат. Плаќаат даноци, носат пари. И зошто тој да не треба да гласа? Не, Знаеш, она не, фамозната Пе разбирам тоа, не, друго сакам дека на Локи, кој беше? човечко. Мислите ли дека независно дали се вашите браќа и моите браќа и моите Не, не. роднини, дали е Има- нормално има- луѓе кои што не се има- тука да ни има- одлучуваат како ние ќе се организираме? Имат изградено куќи. Тоа е се супер, плаќа даноци, се ми кажувате, така е. Така е, согласно, но дали е фер? Морам сега Фер е, зошто да не е фер? Мислите така? Добро. Океј, тоа е ваше чисто мислење. Се кажете ми се надзира ли полека овој мол кој што е доста громогласен од штабот на ДУИ, генерално на вашата коалиција после 2 ноември до сега, значи тоа се отприлика 15 дена, ве нема нигде како политички партии. Сте во некој шок, состојба на шок и неверување дека ова се случи, дека Вленве, да не речем буквално политички прегази на избориве? Не прегази Влен во изборите. Кој бе прегази? Да се кажува тоа што е вистината. Ево, јас не сум се појавил во јавност, ова ми е првото. После изборите, јас би сакал да искористам приликата да му честитам на премиерот Христијан Мицковски што не победи сегде. Во делот на она што се вика мажоритарен систем на гласање. Па се дали мажоритарно тоа се вика? Мажоритарен е. Ама тој системот кој што е ongoing, тој системот кој што е градоначалниците, па и тоа го велам јас, така е, се бират со мажоритарен систем. така е, Така ли е? така е. И да, вистината е дека победи ВМРО. Како што победи во Струга, како што победи во ВМРО победи во Кичево. Струга. Во Кичево мислите дека ВМРО победи? А во Кичево да победи, да, ама и во Струга. Струга. Да. Во Струга беше независен кандидат. Зависим кој сега
овие работи треба вие новинари да ги кажувате, не ние политичарите за да изгледаме субјективни. Независен кандидат кој меѓу 20 кандидати кои Влен ги има за градоначалници е помеѓу 5 кои земат збор во конвенцијата кога се отвори кампањата. Како независен кандидат или чи тебе да ова. Независен кандидат кој си шета по струга со премиерот 3 дена пред изборите. Добро, мислите дека се не е македонците одлучија, поточно членовите на ВМРО одлучија битката во Струга? Да. И дај гледа. така, ама еви дај така, што е Ама не- тука нелегитимно или неетички, Кој кажете? вели, јас реков дека на крајот на денот тоа е волја на мнозинството. Така е. И тоа ништо не сме рекли, не дека ние Сте се чуле со Мицковски после избори? Не, ниту пред, ниту после. Ниту сум протестираме, ниту велиме дека кој знае што се има случено, во промена нема. И знаете што е лошото? Значи, пак на крајот на денот, ние ги наградуваме политичарите кои се лажговци. Не Во можеш да овој случај излезе- кој е лажго? Тие што излегуваат и тврдат дека се независни и на крајот А излегуваат се зборуваме дека се за Струга, зависни. за Струга зборуваме, така? Па и други случаи. Значи, многу е важно да не се наградуваат политиките и политичарите кои јавно лажат. Ова во Западот е многу важно, така ли е? Или? Па сега, ако зборуваме за изборите, како коалиција, дали ние сме ги победиле изборите? А не сте ги победили, ви кажав 9-4, тоа не може да го кажете, па да седнете и да почнете да плачете, мислам, тоа е бъдило е тоа. Тоа со каде што се гласа партиите, ние како коалиција имаме над 20.000 гласови повеќе. Тоа би реков, тоа е гол разлика во фудбалот, но имате Ама не сега. 9 изгубени утакмици, Не. вие 4. Секој го Значи, гледа тоа така. Во ред. Во ред. Ако Се вие зборуваме можете да те тешите така, ако тоа ви е полесно, ја ќе ви го не прифатам. дека се тешиме, тоа е реалност. Јас не реков дека сме победиле по општините. Вие Со граначалници. комплетно, дури мислам дека сте малку и понижени на овие избори, ако мене ме прашате. Од страна на Од страна на политичките ви опоненти Влен. Пошто тоа беше, сега ќе ви кажам, во Чаир бевме ние со камери, во 8:30 се угасија светлата, како Сан Сиро и Джузепе Меаца, знаете, на Интер и Милан стадионот. Ама не ми меше фудбал сега. Бе сум реклам на фудбал се, што да правам? А вие рековте дека вие внукарта Адем Шакири и се рефлекторите на Джузепе Меаца се спуштија, на Сан Сиро си остана во Влен и тоа е тоа. И знаете како не е убаво сега да се обидате да ја девалвирате Ама победата. кажете ми и вие. Значи, ако зборуваме ево со спортска душа сега. Да, со спортски речник. Така. И тука имате една фудбалска екипа, Добро. од една страна Влен и од Добро. друга страна Нај. Така. Така ли? И сега играме. Кој е резултатот според вас? 9-4. А чекај сега, сигурен си дека 9-4 не е утакмицата највлен и некој куп таму други утакмици. Судијата е дикција. Значи- Судијата и ама- судијата вика дека ама се чекај, било регуларно, Ама дека се и судија, настапиле ама се задоверам, пријавени. јас не велам дедичи тоа се правилата на играта. Ама ти велам да на едната половина од стадионот имаше 11 играчи, а на другата половина на има маце стадионот поише. има некои 50 играчи. Ама кои играат. не И се сега гледа. Ама како можеш да победиш со 50 играчи? Не се гледа. И Е, сега. трча 11-11. Е, сега. Е, тоа е она... Ако зборуваме за утакмица помеѓу Нај и Влен, резултатот е 114.000 со 91 или 2.000. Жално е што ако така Директна, гледате. ама спортски, ева. Добро, сега Јас не не се разбирам. занимавам многу со спорт, ама спортски гледано вака е. Кажете ми, 2016 кога ви стегна СВР Охрид кривична за она шетелиштето за паркингот, се сеќавате, што би со таа работа? Се пробав да најдам на интернет паркинг на Дрим. Нели сте дале дозвола да се направи паркинг на земјиште во близината во централното градско подрачје и ви стегна да ви прочитам сега да? Ништо живо не се сеќавате. Неверојатно. За паркинг, јас не Еве, сум имал. СВР Охрид, еве го поднесе, ако може камерава само да здирне. СВР Охрид. Зашто? Епе, погледнете.
СВР Јас Охрид сум имал поднесе кривична кривична, пријава ќе кажам. против Струшкиот градоначалник Зијадин Села. Да. Против Зијадин Села, од Ливада, РХ од Велешта, ГД од Струга и ВЛА од Скопје. Прво пријавениот одговорно издал паркиралиште за моторно возило во близина на зградата за Министерството кај градското пливалиште, кој со решение е означено како локација по заштита и да не читам понатаму. Што би на со оваа Тоа е работа? грешка. Види, тоа е вака е битната работа. Сега ми текнува зашто се однесува. А, ја отфрлија пријавата? Па да. Аха, зашо? Грешно беше? Ја јас легализирав тогаш школа. Тоа е изградено во, мислам дека 1918 или 20 која година, и која функционираше како школа, основна школа за деца. И тоа е, меѓу другите работи, тоа е и една од работи на едно градоначалник да ги легализира објектите кои се на општината. Денеска во тој објект е општина Струга. Така. Значи, Во тој истиот објект. Во тој истиот. Добро. Сега долго време ме и поминато и не ми текнува баш. Од централната власт сакаа без да ме прашуваат, иако тоа беше школа, да го земат објектот, не знам за кои цели, нели? Јас не им дозволив. Почнав процес на легализација на објектот и го легализира во меѓувреме. Имавте формално право за тоа, така? Да. Добро. Во меѓувреме централната власт донесе решение без да зема мислење од мене како локална власт за тој истиот објект, за да го земат објектот. Јас го успорив ова во управниот суд, добро. во управниот суд во Скопје. Во меѓувреме, можда тие не беа во знаење дека Добро. јас решението го успорувам. Добро. Во меѓувреме размислуваат една си таква, не знам, кривични пријави, такви работи, организиран криминал. Значи мислите политички Да, позадина. да. И додека стигна тие да го токма тој организиран криминал, напон наводници, јас дадов тогаш изјава, реков, јас не легализирам лични објекти, него легализирам школови, луѓе, нели? И за тоа пак би одговорил све законски. Добро, значи било тоа Во меѓувреме дојде, јас го добив спорот во управниот суд. управен, пресудата стигна. Во меѓувреме беше тоа. Сега, уште овој документ додатно Така. ги отфрли сите Добро. обвиненија. Велите за праведна Македонија, сакате да зборувате за праведна Македонија за долгорочен мир. Ова го кажавте неодамна кај нас кај Гоце Михајловски, кога бевте долгорочен. Зошто кокетирате со терминот мир по уште долгорочен? Чувствувате некаков немир во Македонија? Или некаква нестабилност можеби која што може да генерира? Јас кога зборувам, знаете што? Постои секогаш она дилема помеѓу мир и правда. Која треба да се избира, мирот или правдата? А зошто не и двете? Во мој, да, Така. двете треба, бидејќи Така. двете се поврзани едно со друго. И многу други работи се со За жал, правдата. за жал, во Балканот повеќе се работи за мирот по секоја цена без да се донесе правдата. Нели? И тоа не ти дава долгорочен мир. Сега ќе има некоја дестабилизација, предрасуди, не знам, најпрво им правдата. Правдата само дава долгорочен мир. Тој контекст, нема некој друг контекст. Кажете ми, нели мислите дека правдата дава и други темеве? Например, ја од ваша уста, кога сте гостувале по интервјуа, не сум слушнал за теми за економија, за образование, Не сте ме прашали. за здравство, Ево, прашувај. за земјоделие. Ајде прашувај. Еве, чисто ме интересира, зошто еднашка не почнете да се занимавате лично вам би се обраќам како Зијадин Села, нели, и луѓето кои што ги водите како политичка партија, ако тоа е многу спорно, са двајца се уште алијанса, како близнаци сте алијанса за Па Албанија. сега некој намерно се држи вака. Па да, некој ве држи на газ, не знам зошто, само и ако имате судска одлука колку што видов дека Два пати сум го победил во Тетово, два пати е вратен од апелација Гостивар и сега по трет пат се враќа во Тетово. пак уште не е конечно. Ова сериозно ми го кажувате? Сериозно. Меѓу ретките случаи кога апелација по трет пат враќа На судење со На насоки, судење со во насоки основен. во основен суд, така? како и да ја прашувајте ме за
Аха, и Завршен. зошто не се занимавате? Зошто секогаш е миро? Зошто е Иван, 2001? Зошто јас- тоа ме интересира. Јас сум се занимавал и сега погрешно мене ми спорувате 2001 или ова или Не бие, како кречам како како за тоа алудирав, да не ме сватите погрешно. Варет. Јако и за 2001 може да се спорува. Кога сега ми кажавте Кога дека не почнав- сте присталица на Не, војна. ама кога почнав да образложам, Така, ме така. шеташе на друга тема. Така, Како и да е. шетам цело време ја. Како и да е. Ајде. Како прво? Јас зборувам за сите тие теми. И зборувам и за образование. Зборувам дека нас не треба образование и треба, и тоа не стои и во програма и во платформа. Не ни треба ние испит за матура, него ни треба испит за семи матура. Ние треба да го прилагодиме образовниот систем да биде во Полуматурален. И на полуматура, така? да, да биде во според потребите кои ги имат локалните бизниси. Ние И пазарот, просто кажано пазарот. Од 9-то одделение ние треба да ги разликуваме децата кои се тие што треба да Понатаму? продолжат во факултет и кои треба да ја завршат таа кариера со Средното образование. средно образование, со тоа што ќе станат добри професионалци Во областите. во областите. Да, Според тоа ми се допаѓа. потребата, Тоа е некој западен тим горе. Што тип- го има така. локалните ево бизнес. Зошто и ова не така. сте го кажале во рамките? Сум го кажал, не сте сакале да го слушате. Како и да е, видите вас Зашто повеќе мислите дека- повеќе ви интересира Не, мене овие. мене ме интересира Што да одиме ги- напред, а да одиме напред треба малце да позбориме и за другите работи. А кажете ми сега, за а зашто не се занима? Знаеш што? Иван, јас сум председател на политичка партија. кој што уште чека одлука од суд, добро? Постојат неколку вида демократија. Добро. Постои економска демократија, социјална, ама постои и политичка демократија. Политичката демократија е над сите други демократии. Без ова немаш ниту економска, ниту социјална, ниту не знам образовна и така натаму демократија. Па затоа, се додека не е средено како што треба политичката демократија, се додека ние секој 10 години се враќаме назад со најави дека ќе укинеме ова, бидејќи се злоупотребуваше. Што ви укина тоа е лично вие кажете? балансира. Стварно ме интересува. Балансира. Ама пример. тој ставен во некакво правно мирување, дур не се зошто во донесе. правно мирување? Затоа што Беше, тоа беше првата одлука, ама не сакам да се Добро, ма зборот- знаете дека само објаснувам, се Да. додека најавуваме денеска знаете дека 34 години слави Само- Уставниот суд на Македонија? само Да им честитаме заедно, нели, на луѓето од Уставен суд. сега хајде да им честитаме и се 34 надевам години. дека ќе бидат уставен суд. Бидејќи не Мислите да се. не се? Не се. Не се. Уф, вака вие како доктори, како Па не се. политичар Не, давате не оценка се. за И правниците. Се додека ние се враќаме и на други теми, не знам, Бадентерови, принцип не треба да важи повеќе. И така натаму, и така натаму. Ево јас едно прашање, бидејќи се поставивте во улога На Мицковски, како би дебата. рековте? Па така е емисијата, да. на Ја би дебата. реков, ова се вика интербата, На- овој концепт, интервју дебата, на дебатер. капга. Па така е дебатери, ние Дали е во дебатираме. ред? Ево едно прашање. Ајде, кажете ми. Дали е во ред во Струга да нема ниту една улица со, не знам, некој име албанско? Нема ни една во моментот. Ни една. Ниту една. Ниту една. Не е во ред. Апсолутно. Имаме Југославенска народна армија уште. Што е дел од историјата што не гледам дека е лошо. Имаме Маркс Енгелс. Исто така што. Да, Јосип Броз Тито. Добро. Ни едно име. Ниту една. А иста А реалност. кажете ми, Ама чекаш. покренал некоја иницијатива за тоа? Чекай, да. Ајде. Иста реалност имаме и во Кичево. Иста реалност имаме и во А Кичево не верувам дека ова Александар ќе прокрне таква веќе. А зошто мислите дека нема покрен? Мислам дека нема да прокрне. Добро. Мислам дека Ваша нема. прогноза, така. Прогноза. Ај баш да видиме Прогноза. дали ќе биде или нема да А биде. истата реалност се имаме и во Гостивар и во Тето. И во сите овие... Не, во Тетово знам дека има албански тоа. Го имаше Билка сами организираше дури за промени за оние улици кои што се Нема. бројки, со бројки, нели има таму многу улици што се Нема. бројки. Јас ти верам дека нема. Останати се старите имиња. Имиња кои се сменети Ами има со албански Само- херои од само- Втора светска војна. само во Скопје мислам дека се сменја во Чаир.
И некои Кажете делови ми, на Слобода. името на улицата, вас како човек кој што е припадник на оваа држава, живее тука, неговите деца растат тука, претпоставам ги школува, им посакува се најдобро. Кажете ми, името на улицата ќе ви донесе повеќе бенефит во здравство, ама оставете ме да ве прашам се. Ќе ви донесе ли не лично само на вас? Ама сум ги слушал овие тези. Ама не е тоа теза, прашање е многу логично. Ама многу пати сум ги слушал кога даваш некој аргумент и велите дека не е во ред тоа. Ама ви велам дека не е во ред, одма инициирайте го. И одма поминуваме на тоа, зајас нема канализација. Во ред бе и канализација треба, не е проблем. Ама и ова треба. Знаете ли што е тимус? Добро, ама пак објаснете ми. Ама ево ќе ви ја објаснам. Ајде. Знаеш што е тимус? Освен другите сетила што ги имаме, очи, уши, Добро. не знам, нос. Добро. Луѓето имаат едно сетило кое не се гледа, тоа се вика тимус. Знаеш што е? Не, еве кажете ми. Тимусот е потребата на секој граѓанин во земјината топка да се третира со дигнитет без разлика на социјалниот статус кој го има. Може да биде милиардер или некој што е бездомник и бара пари некој да Добро. ме дава и тој сака да го третира со дигнитет. Улицата, јазикот, и албанскиот и македонскиот. За мене албанскиот, за тебе македонскиот. Е овој тимус, ова потреба за да се третира со дигнитет. Сега да ве прашам, Е сега, се допаѓа. е сега. Никој не е против и да, треба заеднички да стоиме да ги браниме нашите идентитети и права и овие чувства кои ги имаме, бидејќи сме мали и двете. И да, и двете сме фрустрирани, бидејќи тоа е такви се малите. Мали народи сме ние и фрустрирани, дозволено ни е Да бидеме да бидеме фрустрирани, така. фрустрирани, така. И не ни се смета за греф. Е сега, дефиницијата јазикот кој го зборуваат на 20% од населението и кој е различен од македонскиот јазик, ниту се спомнува албански јазик. Како би се чувствувал ако си ти албанец? Не можам да ви го одговорам во прашање затоа што ќе влеземе уште 15 минути ќе спориме на тоа, затоа што треба да се вратиме пак во 2001. Затоа е потребно и ние да имаме некоја улица, бидејќи на тој контекст го Се почнавме. согласувам, а ја пак ви велам, да. Но не ми одговоривте преска, а ви реков дека памета многу што зборувам во текот на емисијата, поради овој тимус, еве сега што ми го спомнувате, еве тргнете го нашиот тимус на македонците, еве нема да кажем на неалбанците, околу знамето. Зошто кога го реферирате македонското знаме или македонската химна, викате вашето? Зошто се обраќате и ги реферирате како нешто што не е близко до вашиот тимус, до вашата душа и вашето срце? А каде ме представува мене? Ве представува секаде. Каде? Секаде, затоа што тоа е национална Не зборувам, песна. ама чекај сега. Нешто што е избрано. Секаде, знам што ќе ми кажете Ама сега ако знаеш Не зашто одразува, не одразува сегашната ре. А да ве прашам, знаете ли колку химни во светот во последните 50 години се променети? Знаете ли? Еве, чисто тоа истражувам, чисто ме интересираш. Еве ќе ви кажам, руската е сменета, затоа што после Советскиот сојуз, да ви ги читам, да ви кажам другите, не Конго, Дозволете ми да ви одговорам. зошто? Пазите, ни Грција, само да ви го кажам аргумент. Грција при преговорите, дури и Грција се согласила да не се менува химната, зашто сватиле дека химната е еден од многуте атрибути за државност на еден народ. И го почитувале вашето. И го почитува, ама не тоа е наше, тоа е и ваше и мое. Затоа што и кажете ми, да ве прашам хипотетички, ако се смени текстот, хипотетички. Стварно ова ме интересира. Ако се смени текстот, ако се спомена и покрај Гоце Делчев и некој, еве херој, кажете ми некој херој, еве, било кој. Тогаш вие без проблем ќе застанете по таа химна, по тоа знаме. Значи тоа е основната причина зашто Јас бидејќи рече дека знаеш што ќе одговорам. Јас спомнав преска дека многу политичари сега на пензија или велат дека се огрешиле со албанците. тоа за друго алудира, Во добро. ред, во ред. Сега од тука треба да се почне. Јас во политичка платформа ние дека треба да се смени не со политичка дебата. И химната
и символите на државата. Ако ви каже Чекай се, македонскиот сосед дека тоа не боли, дека тоа не можеме, Ама можеме чекай, бе, многи работи да смениме. и македонците, дел од нив, се да се промени грбот, така ли е? Да. Тоа не се зема трагично, колку се зема кога селја ќе каже нешто, Ама така ли е? гледате колку пати коментиравме, викавме дека не е во ред и да се менува грбот. Ама не е така сега. Ама вие во гледате ред бе, работите. јас... Еве, например, ВМРО сега Само да се врати грбот. лавот, ја ви Чекай, кажувам чекай. дека Чекай, што мене ми импутирате дека Митковски не, во ред, пропагандист. А јас мислам дека само грбот ништо нема спорно, освен она од звездата што ја имаше, што го нема веќе. А што е проблем со звездата Украина линија? Ама сега. Звездата значило милион работи. Не, во ред, она беше црвена и беше символика на Не беше комунизмот. жолта, беше црвена беше, добро. Црвена беше. Така. Со жолто. Така со жолтите, така. На страна, нели? Сега, Бевте вие Титов? знаете Бевте вие Титов? што? Па јас сум 72 роден. Значи сте биле Титов. Па сега сите И биле. како и како сакале, не сакале. Вака соевте како не, идете? такви работи не. 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 Немате ни една фотка. Не. Немате ни со петокраката и со капите пионирските, со марамата. Марами, да. А со капите? Да. Па не памтам, не носа, до кај нас не стигнаа капите. А шо, ги потрошиле по пат? Уште на тоа време се гледало повеќе кај да се дават. Не, само една марамче имавме, ништо повеќе. Да. Сега, за овие теми за кои вие зборувате, 91 се донесе устав. Албанците не го гласаат. Така е. Нашите представители. Кој ќе речете, албанците не зборите за сите, него тие кои што биле во тој момент Тие представници сте во избрани. кај на индиректна, тоа се Репрезентативна индиректна демократија. тоа Така е. индиректна демократија, така е. Репрезентативни се. И сега, албанците се мислам дека поголемиот дел, сега не тврдам апсолутниот дел, има и албанци кои не им пречи ништо. Нели? Мислат Има и дека- такви, знам ја. Мислат дека символите на државата се носат заеднички. Преку представниците, преку преговори кои се прават и после треба да се почитува. Ама таа држава не е Сега, нова, јас- ама таа држава, господине, села во 91 не е from the scratch, што би кажале американците, направена од ништо тесто и од вода, па сега сме решиле ние да правиме. Таа е направена со еден историски континуум, за кој што зборуваме и што ви кажував дека Што почнува со Илинденското востание, еве во химната вика со Илинденското и во ред, и доволно, еве за мене е доволно и за многу македонци. И што? со одлуките на Аснум. И во ред и А што стои во одлуките на Аснум, знаеш? значи релевантно. Како ја гледа? Значи, Како ја гледа се Македонија? согласувам. Федеративна. Ама Македонија била членка на федерација, ние сме била членка на социјалистичка федеративна република Југославија. Одлуките никој не ги спомнува кои биле какви биле, така ли е? Да, ама А знаете, сега, ако јас спомнувам федерација, а ти стои, ако не ти стои федерација, ти стојат одлуки. Што во ред? не, вие ме шокиравте. Сам да ви кажам, вечерва ме шокиравте со тоа што мислење на тоа тие што- уште од тогаш, нели? Само да ви кажам, мислам дека многу македонци ќе исплашите со оваа вечерашна изјава што кажавте дека вие работите на тоа, што тоа е за вас реалноста, дека така треба да се за бинационалноста во државата. Океј. Имате уште нешто што сакате да кажете или Има полека и нетериторијални федерации. Примери. Зошто Сега треба премногу знаеш што? премногу практикувате непрактични политички зошто системи. треба да има табу теми кои Не треба, да не, се не, не, затоа ја затоа и вечерва Сега некој сте разговаравме. плашили, јас тоа Не, ви тоа кажувам зборувам како, отворено. ама сега ја тоа го почитам кај вас и затоа ја викнав. Има уште нешто ли полека да затвараме Ај затвараме види. во ред. Јас само имам уште една врска да се обратам до една група наши граѓани кои што се обратиле до Комисијата за заштита од дискриминација и бела дека се повредени од една моја фраза искористена пред, да не се лажеме, 4 недели, можеби во рамките на оваа иста емисија кога беше Арбер Адеми гостин во мојата емисија, искористив термин колоквијален кој што апсолутно никако и во никаков момент нити на крај на умот ми било да навредам одредена група на наши сограѓани, ниту пак конкретни физички лица, кога зборував за терминот колоквијално ќори и сакати. Апсолутно се извинувам длабоко секому ако тој термин го навредил, но повторно потврдувам и јавно изјавам дека никогаш во ниеден момент
тоа не било наменски кажано за да се повреди таа група, туку било накажано колоквијално во жарот на разговорот околу ангажманот на одредени лица во институциите, за кои што впрочем и вечера зборев со мојот гостин. Ви благодарам за вниманието, се гледаме наредниот понеделник во исто време, се надам дека уживавте како и секогаш што сите уживаат кога ќе го гледаат Зијадин села на Канал 5 и на другите телевизии. Останете ми со здравје, живи, здрави и добри со програмите на Канал 5. Пријатно.